Почитувани гледачи, добро вечер. Еу карванот низ Македонија вечерва ве води во Свети Николе, град во срцето на плодната Овчеполска котлина. Овде приоритет има земјоделството, местната и текстилната индустрија. Иако малку промовиран, многу познат има из овој регион изобилува со познати археолошки локалитети. Има ли градот стратегија за развој на туризмот? Како да привлече повеќе странски гости и да ги презентира и останатите можности во другите сфери на овчеполието, што да очекуваат овчеполци од членството на Македонија во Европската Унија и дали општината ги користи доволно придобивките од оваа фаза од интеграцијата на Македонија, се дел од дилемите на кои ќе разговараме со вечерашните учесници во емисијата, откако ќе го видиме портретот на градот што го подготви колегата Миле Ристевски. Со 33 села и површина од над 480 км квадратни. Свети Николе спаѓа во неколкуте поголеми општини, но сепак со мал број на жители, или вкупно 19.000. Градот е во срцето на Овчеполската плодна котлина. Земјоделството овде е приоритет, но се обрнува внимание на секој сегмент од современото битисување. Најпрвин помислив дека Свети Николе е летаргичен град, но раздвиженоста во него ме плени. Како секој негде да брзаше, а камерата ги направи љубопитни и гостопримливи. Секој што не праша што снимаме ни посака убаво да поминеме. А околината на Свети Николе пак, чиниш е копни земја за да видиш историја. Малку промовиран, овој предел изобилува со археолошки локалитети. Се наоѓам на локалитетот Била Зора. Овдека живееле пајонците пред нашата ера, од 7-миот до 2-иот век. Ова е само еден од 250 локалитети во општина Свети Николе. Се уште се недоистражени. Во оваа општина откриен е и оникс, полудраг минерал. Очигледно, за археолошките наоѓалишта и за истражувањата за наоѓалиштата со оникс потребни се повеќе финансии. Искупувањата во Била Зора се уште траат и во ова време од годината. Камени фрески, фрагменти од пред нашата ера укажуваат на напредна цивилизација која функционирала на овие простори. Парите се онаа пречка за забрзување на работите. Во близина на Свети Николе се наоѓа и ѓаволскиот зид. Здание долго 500 метри. Дело на природата или пак некој го изградил. Траги од зидот видливи се и 5 километри од него. За сега, да останеме на тврдењето дека зидот го изградил неуморниот неимар природата. Со оглед на 250 археолошки локалитети, се работи на реализација на идејата кој археолог аматер сака да дојде да работи овде, под надзор на стручни лица. Изработивме проект и побаравме од локалата да ни го даде на користење старото училиште во село Кнежие. Тоа веќе е завршена процедура, го добивме училиштето, кое што имаме намера да го реновираме и да го направиме теренска школа за археолози, кои што ќе доаѓаат од земја во инстранство, ќе видат со каква археологија располагаме ние, ќе учествуваат во истражувањата, ќе добиваат за тоа од филозофскиот факултет една потврда за теренска настава, за посета на теренска настава, а за сето тоа на нас ќе ни плаќаат. Од друга страна, Алексов ми посочи дека на градот и воопшто на регионот му недостасува стратегија за туризам, да се привлечат странски туристи за да се презентираат убавините, но и можностите на овчеполието. Овде со европски пари реконструиран е домот на културата, зашто од ИПА програмата вложени се околу 500.000 евра. Со европски пари изработени се и акционен план за вработување и стратегија за локален економски развој. Директорката на културниот дом Крсте Мисирко вели: Свети Николе во секој поглед има нагорна линија. Градот
се повеќе наликува на европски. Секогаш нешто недостасува, никој не е идеален и ние не сме идеални. Она што недостасува сепак во рамки на нашите можности. Нели, сепак тука повеќе фактори играат влијание што ќе се случува и како нешто ќе се случува и на кој начин ние ќе го презентираме. Зависи, нели, и од финансиските можности, зависи од човечките капацитети, од ресурсите, меѓутоа со оглед на тоа што ние располагаме со капацитети човечки, финансиски и сето тоа, значи сметам дека се наоѓаме на едно солидно ниво. И додека се нешто недостасува, добивам впечаток дека Свети Николе сака да ги отстрани што побрзо недостатоците, да се пробие на листата на раритетни, имајќи ги предвид огромниот број археолошки наоѓалишта. Современието сепак не е лесно. Домаќини на вечерашниот ЕУ карван низ Македонија се бизнисмените Перо Колески и Владко Ѓоргиевски и градоначалникот Зоран Тасев. Господа, добре дојдовте на подиумот на Европскиот карван низ Македонија. Добро вечер. Градоначалник, како може Европската унија да помогне во реализацијата на најважните проекти за општината? Добро вечер, поздрав до гледачите на емисијата ЕУ караван. Па може на многу начини. Најважното нешто да се биде спремен, да се биде подготвен со проекти, да се аплицира на вистинското место, да ти бидат издржани проекти кои што ќе значат и развој за општината, меѓутоа ќе значат нешто и за самата Европска унија и за луѓето од Европската унија, бидејќи треба да ги споделуваме вредностите, меѓутоа треба и да ги споделуваме работите и да си помагаме. Сметам дека иднината на Македонија е во Европската унија и преку предпристапните фондови, особено ИПА фондовите, можеме да се надеваме и се надевам дека со добри издржани проекти дека може многу да се помогне. Колески, вие сте собственик на Агрија, долго време сте во бизнисот, кажете накусо со што се занимавате, што е вашата основна дејност и дали работите во вашиот бизнис се европеизираат од година во година? Значи, Агрија е најголемиот производител на свинско месо, свежо свинско месо во Македонија, со некаде годишно производство околу 3.800.000 килограми месо. Во склопот на Агрија се двете најголеми фарми за тов на свињи, фабриката за сточна храна овде во Свети Николе, фарма за јунци во близината на Штип, кланицата во Велес, значи се работи за една групација од повеќе работни единици, која у овој временски период работи доста успешно, бележи добри резултати. Колку се европски работите во дејност и дали се менуваат од година во година? Значи, уште кога ја формиравме Агрија пред некаде скоро 15 години, значи ние ги поставивме тие европски стандарди и бевме свесни дека еден ден ќе мораме да влеземе во Европа, дали ќе биде порано или покасно, се надевам ќе биде многу брзо и дека мораме да бидеме конкурентни на тоа европско производство. За да бидеме конкурентни, мораме да ги примениме сите тие стандарди и да се струдиме да имаме многу порентабилно производство за како би биле конкурентни на европските производи. Колку од производството ви е за извоз, колку за домашниот пазар? Па се уште во Македонија уделот на свежото свинско месо, значи ги подмируваме потребите на Македонија и мислам дека сега ден баланс има за делот на свежото свинско месо, дека веќе успеваме да не речам 100% да ги подмириме потребите. Значи и мислам немаме вишок на производство кое би го извезело, освен во исклучителни некои периоди. Тоа е за време на постот, некаде околу март месец, февруар месец, некаде некој си месеци по дена, кога се јавува некој вишок производство, али во контекст со нашите партнери, преработувачите на месо, го решаваме успешно сега за сега. Европејците се по свинското месо или повеќе по здравата храна, па преферираат пилешко и риба? Па видите, како да речеме, сега у последно време, али свинското месо застапено во храната на општо и во Европа, некаде околу 70%, а 30% оспаја на сите други производи. Значи, пак се работи за нешто што е вкусно и добро се, мислам, за храна. Ѓоргиевски, како е вие сте собственик на МИК Свети Николе, исто така представник една голема компанија од месната индустрија, како функционираат работите кај вас во дејноста? МИК обстојува повеќе од 55 години, сега го најавувам јубилејот, кој што секако да се остане толку долго во овие турбулентни времиња и со толку преструктурирања, сепак ги надживуваме сите тие турбуленции и обстојуваме. Факт е дека местната индустрија во Свети Николе има долга традиција и тоа е богатството кое што секако искуството ни го
дало да живееме во ова средина каде што ова ни е секојдневие. Така, рековте честитки за јубилеот повеќе од 50 години, поминавте повеќе системи и времиња. Дали сте подготвени за Европската Унија? Па ние се спремаме секогаш и мислиме дека дај Боже што побрзо да ни дојде. Ние објективно и до сега се спремаме дека тие ќе дојдат многу побрзо од колку што ние очекуваме, но и кога да дојдат, добро дојдени се. Работа на градоначалникот е да се грижи за градот како градски татко, да се обидува да ги подобри условите за живот во својата општина. Вас како бизнисмени што ве задржува во Свети Николе? Јас можам да кажам, Свети Николе, пред се искуството, знаењето на луѓето кои што се вработени во местната индустрија, која што толку години обстојува, е нешто што не можеш никако на друго место да го пренесеш, бидејќи тоа знаење е акумулирано. Од друга страна, со изградбата на патиштата, еве веќе се навестува дека и онака Македонија не е така голема, ќе ни биде уште све поблизу и по се на дланка, а од друга страна сепак ова се индустријски капацитети кои што се значајни, бидејќи 17.000 метри квадратни под покриен климатизиран простор, кој што е наменски граден, секако тоа таква една инвестиција сега не е замислива во сегашни системи да се поставува, бидејќи сепак тоа е покомплексно прашање градено во едни стари системи каде што планирањата биле подолгорочни и пошироки, а сегашно инвестиции се лимитирани, така да заради тоа ние можеме да бидеме среќни што го наследуваме и продолжуваме да го работиме она што некогаш давало добри резултати, сега само да се напреди и да сме подготвени за Европа. Колевски, рековте дека повеќе сте сконцентрирани домашниот пазар, но секако соработувате со колеги од Европа. Кога би направиле профил помеѓу бизнисмен од Македонија и Европа, кои би биле клучните разлики, а кои сличностите? Видете, јас сум скоро 30 години во бизнисот во Европа, да кажам. И за сите овие години стално сум се чудел, значи стално сум викал дека нашата проценка во поранешниот систем беше проблем системот. Значи немаше мотив кој нас не вичеше напред. Тоа е профитот. Значи сега работиме сами за себе. Значи напред порано работевме за државните компании во фирми во кои не. Значи ние кои сме се одлучиле да истапиме и да работиме сега во сопствени компании, да ризикуваме својот капитал и да почнеме да работиме, сега нормално ако сакаме да успеваме и да бидеме конкурентни на Европа, ние мораме да секој начин да ги префанеме сите тие европски норми. Затоа и Агрија уште на стартот зацата на свој правец во тоа да кога одлучиме се бавиме со свињарство, рековме кој е лидер у светот за свињарство. Тоа беше Данска. Значи јас како главен менаџер на фирмата воопшто не жале средства и пари за моите менаџери да се едуцираат во Данска. Значи ден денеска Данска произведе 26 милиона свињи, а е негде 6 милиона становника. Значи она е еден од најголеми производители по глава на жител во светот. И затоа ако сакаме, и тоа и преска го реков, ние да бидеме конкурентни, ние мораме нашите луѓе и да ги школуваме и сето тоа знаење од Европа да го пренесуваме тука. Значи имаме услови, имаме знаењето полека го стекнуваме и мислим дека можда нема да бидеме не стално Европа. Не можеме толку лесно да дојдеме до таму, али со текот на времето ќе успееме. Мене лично ме радува што сите овие кои доаѓаат стручњаци сега моментално во Агрија, значи не бројуваат меѓу подобрите по резултати фарми како во Данска. Тоа за мен лично како менеджер голем успех и за мојот тим кој работи во Агрија. Градоначалник, еве бизнисмените велат пример за производство на свинско месо може да биде Данска. Кој град сличен по големина и по географија на Свети Николе би бил пример за вашата општина? Имате ли вие некој таков? Мислам на град од Европската унија. Многу градови би можеле да бидат пример. Ние би требало да учиме од нив многу работи. Сметам дека Вилах од Австрија би бил град за пример, во кој што би требале да ги следиме во Чекор, затоа што имаме некои конкретни соработки со нив. И мислам дека таму во детали се подредени работите онака баш како треба системот да функционира. Меѓутоа, ако се сетиме дека Австрија е држава, значи со векови назад, со традиција, работиме на проблематиката дека
треба да се менуваат работните навики, треба да се менува менталитетот, треба да се менува гледањето на работите, како да се Што е оно што најмногу ви инспирира од австриско градче што го спомнавте? Па таму се функционира онака како што треба да функционира. Значи, кога зборуваме за комуналната инфраструктура, кога ќе го видите комуналниот проблем, тој се решава за 24 часа. Значи, не може прекоп на улица или било кој друг проблем да трае повеќе од 24 часа. Не може пријавен дефект да биде подолг од 24 часа. Значи, еднаш шолтерскиот систем функционира баш како што треба да функционира. Независно дали бизнисмените имат некоја потреба или најавена акција која што има, значи се е подредено буквално лидери се во преработката на вода, значи фабриките за преработка на квалитетна вода и така натаму. Значи еден куп работи кои што наистина треба да ги инкорпорираме кај нас. Почитувани гледачи, вие го следите ЕУ Караванот низ Македонија, општина домаќин вечерва е Свети Николе. Ве поканувам да земете учество и вие да се јавите преку нашиот Facebook профил ЕУ Караван низ Македонија со прашање за некои од вечерашните учесници, но пред тоа да го слушнеме гласот на Свети Николци во анкетата што ја подготвија моите колеги. Свети Николе прилично европски, значи среден град, културни луѓе, културно живење, тоа е. 40%. Па видите, ја пошто ми е родно место, мене ми е убаво. Може да се каже дека е европски, ама додека да стигне до европски има време и многу работа треба. Па не е многу далеко од Европа, меѓутоа многу работи треба да се изменат сега за Свети Николе. Ни малку. Зошто? Па младите избегаат Свети Николе. Нема млади, нема живот. Според вас, што му недостасува на градот? Па на градот му недостасува малку повеќе онаа дружба на луѓето како порано што беше. Сега моментално се е добро е сега, моментално се живее во него. Пари на народот. Пари на народот. Работа. Повеќе култура, дел од културата, значи представи, кино. Па недостасува фабрики за да работат луѓето. Па за младената се му недостасува. Многу работи недостасува за да биде европски град. Мислам дека со влегување ќе се променат многу работи. Сигурно. Сигурно и Европска унија и НАТО. Според мене да, така да Европска унија си е Европска унија. Градоначалник, една ваша сограѓанка вели и недостига повеќе дружба меѓу луѓето. Еден друг од анкетата рече дека повеќе културни настани. Што правите на овој план? Па имаме повеќе вака културни настани кои што во текот на годината како значајни настани, например, тука би го издвоил Тодорова сабота, Свети Николај, патронот на градот, значи имаме и Линденски марш, имаме за оваа година првпат се организира и некои настани во делот на средношколците. Значи, има редовно годишно посета на Македонската филхармонија. Знаете, културата е комплексен поим. И граѓаните треба да сватат дека треба да бидат повеќе присутни на настаните кои што се организираат, меѓутоа треба во конкретниот случај да се има желба да се биде дел од сетото. Јас сметам дека Свети Николе се организира доста културни настани и дека не сме запоставени во тој дел. Во делот на дружбата, ако мисли на оние дружби што од поранешниот систем или оние стари чаршиски корза и така натаму, значи времето си го носи своето. Се менуваат и навиките, се менува и менталитетот. Тоа не е многу европски. Па не е многу европски, се реално. Новините си го прават своето. Колку е европски менталитетот на вашите сограѓани? Па мислам дека ја познаваат ли доволно Свети Николци Европа? Има доста луѓе што времено работат таму и си доаѓаат тука. Мислам дека и сите ние треба да делуваме на менталитет, независно дали европски, тука да се менуваат навиките. Значи, ако гледате историски назад, кога од осамостојувањето на Македонија, многу работи од тоа што сега се смениле.
сметам дека и проектите кои што ги прави Европската унија и владата на Република Македонија и ние као локална самоуправа се во насока да почнува да се менува менталитетот на граѓаните и да размислуваат во насока, значи она што не било европски да порано, например, пушењето во затворени простори и икс други работи, кампањата која што се води сега во делот на безбедност во сообраќајот, значи сите тие работи и кампањи допринесуваат за менување на менталитетот и на навиките на луѓето. Се пуши ли во Свети Николе во? Не. Во рестораните? Не. На затворени? Значи апсолутно се почитува тоа. А кампањата за здрава храна? Па мислам дека ќе нема работа тогаш Агрија? Не, ќе има работа. Ќе има работа, меѓутоа добро да се посветиме на тие работи. Како сте задоволни како единица на локалната самоуправа од процентот на соработка со Европската унија? Тука по-конкретно мислам на процентот на искористеност на европските фондови на 5 компоненти кои ни стојат на располагање. Вака, ние имаме добиено средства преку Европската банка за поддршка на развојот, значи некаде околу 870.000 евра. Дел од средствата се искористени, конкретно канализациониот систем во кој што и ние учествуваме во село Ерџелија беа токму од тие средства. Ни остануваат околу некои 400-450.000 евра, кои што сега правиме, изготвивме дел од проектната документација за една нова насаба Сопотски пат, каде што ќе одиме со водовод и канализација. Се тоа се грантови и тоа е добро кога се направи квалитетен проект за да се аплицира. Имавме еден многу добар проект кој што го аплициравме со општина од Грција затоа што се наоѓаме во Вардарски плански регион, па мораме со нив да соработуваме. Меѓутоа општината Делта, меѓутоа за жал нашиот проект беше прекрасен, се работи за имплементација на индустријска зона и сите оние стандарди кои што треба да има во индустријската зона. Испадна дека проектот кој што нашите грчни партнери го понудија бил стар една година и таму во Европа правилата се многу строги, нема мрдање во тој дел. И од тие причини не успеавме да влеземе во втората фаза, меѓутоа не се откажуваме, продолжуваме понатаму. Не случајно го правивме овој проект затоа што општина Делта има најголемата индустријска зона на Балканот, тоа е предградија на Софија, на Солун и можевме многу искуства да црпиме од нив. Токму во тој домен беше соработката, меѓутоа за жал неколку месеца беше стар проектот, а морало да биде во тековната година изработен со некои други стандарди и затоа не влеговме во втората фаза. Ги продолжуваме комуникациите. Се надевам дека ќе продолжиме со апликациите и ќе влеземе во... Да, слушнавме како и оди на општината соработката со Европската унија и особено со европските фондови. Каква е ситуацијата кога станува збор за бизнисот? Како овдешните компании соработуваат со Европа? Колевски, имате ли, например, користено некој европски кредит или аплицирано за такво нешто? Значи, уште кога се воведе ИПАР фондот и делот на инвестирањето, Агрија беше меѓу првите фирми кои аплицираше и кои првиот дел успеа да добијат тоа. Иако тука морам да кажем дека имаме малку лошо искуство, затоа што мислам можеби сега не би сакал да кажам кој усета тоа, кога дојдовме до исплата на парите имаме малку некој проблем, се уште го решаваме, али јас сум оптимиста дека во понатамошната постапка дека тие средства можат многу максимално да се искористат. Ние формиравме посебен тим кој да работи на делот на тоа за делот за искористување на тие средства од ИПА фонд и се надам дека во понатамошниот дел дека ќе искористиме дел од тие средства исто како компанија. За каков вид на проблем се работи? Сметате дека се претешки условите за добивање на кредити или прекомплицирани процедурите? Прекомплицирани, значи самата постапка беше прекомплицирана со премногу обврски, имаше одредени мали недостатоци, значи конкретно сакам да кажем конкретно Агрија значи го доби 150 и го реализираше, комисиите доаѓа, ние бевме многу задоволни од самата постапка и кога дојде во ситуација да во еден мал дел дека тој што го градеше делот на циментар, ние работевме тогаш, значи имавме инвестиција во Б фазите, тоа е еден од поважните делови во самото производство на прасиње до 25 килограми, се испостави дека проектантот, архитектот кој го проектираше проектот и надзорен орган биле во крвно сродство. А тука се работеше само за 13% учество во самата инвестиција, што и ние самите не знаевме дека тоа било. И сега тука стана полемика, мислам морам да признам дека луѓето од агенцијата не разбраа, сватија дека воопшто нема никаква кривица, дури дека самите европски закони го налагаат тоа. И јас за тоа и предлагав и тогаш реков дека многу е добро од самата агенција, значи да има луѓе ностоп присутни. Ние бевме спремни, значи такво што ги да го плаќаме.
Затоа што, пазите, тука има толку ситни работи, имаше што и се пазеше што и ние самите може не бевме свесни во одредени моменти дека такви грешки може многу скапо да не чинат. Вместо ние се да дојдеме во ситуација веќе да работиме на втор, на трет проект, ние уште сме заглавени во првиот проект, а се работи за една фирма негде околу скоро 210-215 работени, кои на некој начин треба максимално да користиме тие, максимално се развиваме и максимално да бидеме конкурентни утре. И целта на тие фондови е фактички тоа, да бидеме конкурентни на европското производство. Георгиевски, го делите впечатокот на Колевски дека европејците тешко ги даваат своите пари и дека процедурите се прекомпликувани? Добро, нашето искуство не е баш такво, бидејќи ние кога се работи за кредитни средства, тоа е веќе ако се има квалитетен проект и квалитетни гаранции, нема проблем. Нашите искуства покажа во минатите 4 години ние инвестиравме некои си 6,5 милиони евра, каде што секој не беше можно без поддршка на одредени финансиски институции, како што беше Европската банка за обнова и развој, Македонска банка за развој, Тутунска банка. Значи, тоа се средства каде што се кредитни, каде што се некои други критериуми, но ако се во прашање ИПАРД фондовите, веќе тоа е едно друго поглавје, кое веројатно Македонија не е доволно спремна како Македонија за да ги почитува прецизните инструкции од Европа. Ние имаме и позитивно и негативно искуство, и тоа негативното е во екологија, каде што инвестиравме во почистителна станица и заштита на човекова средина со издувни гасови, а што се однесува позитивните искуства каде се? Каде што е опрема директно купена од Европа, целата скоцкана е направена како европска и за нивните машини секако нивните фондови одговараат. Може би сте имале среќа што меѓу изведувачите и надзорот немал роднини, па затоа е вашето искуство попозитивно. Ако преку ноќ Македонија стане членка на Европската унија, што ќе се случи со МИК? Ќе биде европска фабрика. Почитувани... И сега ли? Сега. Почитувани гледачи, со нас во ресторанот Москва во Свети Николе се и група граѓани од градот, жители на општината, кои ќе земат збор во емисијата. Ве замолувам, представете се и поведете со прашање или коментар. Добро вечер. Јас сум Ирена Сандевски и имам прашање до градоначалникот. Може ли да се обезбедат повеќе пари за локалитетите во нашиот град? Апсолутно. Значи, слушавме од најавата дека има 250 локалитети, меѓутоа сметам дека е круна на сите локалитети е Бела Зора, или Бела Зора, како што ја викаат. Сметам дека она што ние како локална самоуправа го правиме во делот на промоција, во делот на поддршка за развој на овој локалитет, на останатите локалитети, за секоја пофалба, ние во перспектива планираме една навистина интересна програма во делот на развојот на Бела Зора. Сметам дека ќе подготвиме посебна програма со Народниот музеј, ќе аплицираме, добивме повеќе средства оваа година, што не се доволни. Сметам дека многу повеќе средства ќе допринесат да не само Македонија, туку светот дојде ја види убавината на Бела Зора, главниот град на пајонците, она харизматично царство кое што владеело времето на Александар Македонски, кое што е штитело северната граница, а кога овде веќе се работи за главен град, мислам дека во перспектива ќе треба многу повеќе да се посветиме на тоа и ќе се посветиме токму на работа на локалната самоуправа. Има посебна програма во овој дел, ќе излеземе со конкретни проекти и верувам дека ќе бидеме уникатни во тој дел. Велете следното прашање. Добро вечер. Прашање до градоначалникот. Јас сакам да го прашам дали локалната самоуправа размислува за организирање на повеќе културни настани во Свети Николе. Значи, прашање во делот на културни настани пред малку зборов. Нешто што го планираме, значи ние сакаме да се посветиме на традиционалните вредности. Значи да си го промовираме Свети Никола, оние традиционални празници кои што ги имаме, Свети Николско културно лето во делот на забавните активности кои што ги имаат. И тоа долго време размислуваме дали додеме со некој настан како што го прават соседните градови во смисла дали додеме со денови на овчеполското јагне и така натаму. Значи се уште сме во размислување затоа што не сакаме да правиме плагијати, меѓутоа она што сакаме да го направиме, сакаме да биде уникатно и оригинално. Сметам дека она што се случува околу Бела Зора и околу геоглифот, дека ќе му дадеме централен настан и дека токму таму ќе се фокусираме на промоција на овие активности.
Добро вечер, Ристе Панов, прашање до градоначалникот. Знаеме дека ова локална самоуправа презема особени активности за развој на туризмот, да кажем на алтернативниот туризам. Што презема фактички локалната самоуправа во тој дел? Имаме една интересна програма која што ја подготвуваме, тоа сигурно знаете, одеше и на дебатите во локалниот совет. Значи, сакаме да ги испромовираме оние вредности кои што ги имаме, меѓутоа и оние работи кои што се интересни за странските посетители, а и за домашните посетители. Например, ќе го земам Орел, село Орел, каде што имаме прекрасен извиднички дом, кој што е направен од странски донации, во кој што имаме еден огромен рид, каде што за парагладерството би било прекрасно, самото место се вика Скок. И го имаме благословец за истата намена. Таму можеме да имаме сместување на туристи, значи прошетка до соседните села каде што имаме манастири или до планинските манастири како што е Света Недела, Света Петка во Мечкујевци, Свети Илија, значи имаме ергела коњи кои што ги чуваме за Илинденскиот марш. Сето тоа е обезбедено и тука гледаме да го скоцкаме сето тоа заедно во една приказна во која што би ги привлекле странците со еднодневни или дводневни тури, би преспевале во еден од манастирите каде што навистина имаме услови, се враќање назад, би им понуделе локална храна. Сето тоа и сметаме дека токму на тоа ќе се фокусираме во наредниот период и се разбира ова што реков со развојот на туризмот во делот на Била Зора. Правиме навистина интересен план за село Трстеник и село Преот, каде што можеме да направиме велосипедски патеки, во кои што би било интересно исто така за престој. Планираме да направиме етнособа, една или две куќи, етнокуќи во село Трстеник и сето тоа да ги привлече туристите. Сите прашања беа адресирани до началникот. Имате отворен ден? Можат вашите сограѓани да ве сретнат на улица да ви постават прашања или? Да, значи оние што ме познаваат и оние што знаат, значи во рамките на можностите, знаете, настојчивоста на граѓаните секогаш е таква да тие мислат дека веднаш може да додат и да завршат работа. Меѓутоа секоја среда апсолутно е отворен ден и буквално сите граѓани кои што додат бидат примани и слушани. Доаѓаат со различни проблеми во рамките на нашите можности, се трудиме да одговориме на нивните барања. Некој можеби од публиката да има прашање и до бизнисмените? Ако имате, повелете. Ако немате, јас да го прашам градоначалникот, каде го рекламирате Скок и Била Зора? Еве, например, многу скопјани не знаат ни за Скок, ниту за... Ова е најдобар начин да се испромовираат тие работи. Значи, преку мас медиумите, преку нашиот веб страната наша, преку нашиот фан страна што имаме, Facebook страната и така натаму, значи, имаме посебни памфлети, сето, меѓутоа, реков, она програма што ја спремаме, сега, јас еднаш зборував во една пригода, кога Била Зора ќе биде доволно спремна, значи со сите оние патики, затоа што до Била Зора подготвивме и асфалтен пат. Имате ли сега статистика колку туристи годишно ја посетуваат Била Зора или? Па, откако почнавме да ги промовираме, има редовно, посебно пензионерите се редовни посетители. Значи, неделно 2-3 автобуси доаѓаат, меѓутоа пак речам, се уште не е спремно до крај она да се, значи да се подготват оние патеки за шетање там. Ние го направивме асфалтниот пат горе, направивме плато за паркирање, сите тие работи. Меѓутоа, што сакаме да понудиме? Сакаме да понудиме нешто автентично. Например, најдовме на чеза, таа чеза сакаме да направиме античка кочија, во текот на летниот период да облечиме 2 момчиња и 2 девојки во античка униформа со конј, да се прошетаат со чезата, бидејќи тоа само 3-4 километри, да се сликаат таму. Планираме да направиме одори од оние свечени што се за младоженците од време античко време и таму да прават свечени фотографии. Имате голем број идеи и доволно време, мандат уште 3 години да ги реализирате вашите планови за да привлечете повеќе гости. Инаку Овчеполието по Пелагонија е втората најголема житница во земјава. Градот кој ја храни Македонија е идеален терен за огледување на земјоделските култури, а овдешните земјоделци на македонска почва ги пременуваат европските правила. Да видиме како тоа функционира од прилогот на колешката Сончица Николовска. По 15 години печалба во Италија, Лазар Попјанев пред 5 години се вратил во родното Свети Николе. Подигнал лозија и овошни насади на површина од 10 хектари. Европските искуства во земјоделството почнал да ги применува на македонска почва. Има поставено систем капка по капка, во иднина планира да изгради ладнилник за складирање на овошјето. Доставил неколку барања за средства од ИПАРТ, но се уште нема добиено пари од Европската програма за рурален развој. Барав од ИПАРТ ми дозволи за капка по капка и
за стубовите, ама изведувачите не го изведува тоа на време и значи пропадна таа инвестиција. Сега конкурирав за ИПАРД за машини, ме одбија затоа што не биле платени доприносите. Поднесовме едно, така речено, барање, известување дека сите давачи се подмирени. Чекаме одговор. Овчеполието е познат земјоделско-сточарски регион. Од Агенцијата за поттикнување и развој на земјоделието не негираат дека светиниколци тешко доаѓаат до европските пари. Очекуваат во иднина да се подобри искористеноста на ЕУ средствата во овој крај. ИПАРД програмата е малку по некомплицирана, меѓутоа има повеќе документи што треба да ги соберат, нели, за разлика од националната програма што беше за рурален развој. Меѓутоа, за тоа ние сме тука како агенција да им помогнеме и не само нашата агенција, значи и Министерството, подрачната единица, сите работиме за нив, за да можат полесно да ги извадат документите и да дојдат до самите документи. 54% од вкупната површина на општината или околу 27.000 хектари се обработливо земјиште. Под пасишта се над 14.000 хектари. Голем дел од жителите на Свети Николе ги користат субвенциите и кредитните линии за развој на земјоделството. Овој сточар одгледува околу 200 овци. Фармата е изградил со пари од програмите за самообработување. Бев работен 23 години во ЗИК овче поле. Пред 5 години напуштив сам технолошки вишок и се самообработив со самообработување. Зедов кредит, направив објект и така. Добре, има. Може да се живее, само пасиште да не се обезбеде. Пласман има и за јагнето, и за млекото. Не е проблем. Овчеполието е втората житница во земјава, градот кој ја храни Македонија има идеален терен за одгледување на градинарските култури. Поголеми приноси и поквалитетни земјоделски производи, членовите на Сдруженијето Овчеполски фармер очекуваат со доизградбата на системот за наводнување. Велат проект има, но се чека неговата реализација. Тогаш и ќе се изменат и реколтите у овчеполието. Нема да се сее толку житарица. Ќе се садат овошки и ќе се саде градинарски култури. Покрај земјоделството, локалната економија ја предвижуваат и прехранбената и текстилната индустрија. Малите и средните предпријатија во Овчеполието се главен импулс за економски раст, но успешните фирми во општината се извозно ориентирани или работат лон производство. Со изградбата на автопатот Скопје Свети Николе Штип се очекува овој град да стане главен транзитен центар за централна и источна Македонија, да заживее стопанството и да се создадат услови за нови работни места. Од изградбата на автопатот корист ќе имаат граѓаните од овој дел на Македонија, но и бизнис секторот, кој ќе добие брз транспорт на своите производи. Исто така се очекува источниот регион да стане поатрактивен и за странските инвеститори. Есенските дождови не одложуваат работата на новата делница. Автопатот полека добива форма. Градежните работи треба да завршат за 3 години. Ете, на сточарот му недостигаат пасишта, Георгиевски ви недостасуваат ли на миг месо за преработка? Има ли Македонија доволно месо? Па, месо за преработка се уште за жал нема, но линијата е во нагорна, значи полека сточниот фонд почнува да бележи раст после многу години на пад. Така да во овој момент можеме да се пофалиме дека веќе за свежо конзумно месо Македонија веќе обезбедува доволно свинско, што се однесува до јунешкото и пилешкото се уште е далеко од тоа, но со новите мерки на субвенционирање и со намалувањето пред се на даночната политика со последните мерки на владата кои што се презема, резултатите ги очекуваме и дека полека во тој правец веќе е позитивен трендот и така да очекуваме во блиска иднина дека веќе ќе имаме не само за постите традиционални кога има вишок и можеме и треба да презееме како индустрија, туку и редовно дека ќе ни се нуди домашно свежо месо кое што ќе биде наменето за преработка во индустрија. Агрија, зошто не можете да стасате да ги снабдите миг со доволно месо за преработка? Значи, ако земеме според тоа што произведувавме до пред некаде 10 години, што е денеска, факт е една работа дека у делот на свинското месо веќе стварно направивме огромни чекори
и тој преска го кажав дека Македонија веќе у делот на самото производство и технологијата на производство веќе сме далеку, да речеме многу повеќе од Србија у делот на самата технологија. Може да кажеме каде е одговорот поблиску? МИК има поголема потреба или вие имате малку производство? Видите, делот на свежото месо, зборам за конзум, значи веќе го снабдуваме. Значи наредната фаза во која што рековме со новите мерки, затоа што сега имаме и добра стимулација на делот на потоминик од владата, во наредниот временски период мислам дека се повеќе се голема тоа производство и се надевам дека еден ден тие 12.000 тона некаде што се носи сега замрзато месо од Европа или од светот, од Канада, од Америка, дека во доскорен период може за некои 3-4 години веќе ќе успееме барем 50% од тоа да ги снадбиме нашите преработувачи со местната. Така, да видиме дел од прашањата на нашиот Facebook профил. Еве би издвоил некои од поинтересните, бидејќи се плашам дека ќе немаме доволно време за сите. Како да се намали невработеноста во градот? Претпоставувам прашање за градоначалникот, но може да земат збори бизнисмените ако имате во план проширување на бројот на вработени. Сметам дека самото присуство на представниците и газите на двете најголеми компании доволно зборува за тоа. Сметам дека со нивните добри визии, ние како локална самоуправа со возможувањето на добра инфраструктура и добра логистичка поддршка, со добри бизнис планови, дека тоа е единствениот чекор за се намали невработеноста. Ја исто би сакал да дополнам. Значи, многу е важно тука една многу добра соработка да се има помеѓу бизнисмените и локалната самоуправа, тоест градоначалникот и неговите служби. Ако секој еден проект, значи имаме брза реализација, имаме разбирање, кој ќе кажеме ние сакаме да инвестираме, и одма сето тоа се стави на маса. И од самата брзина ќе зависи значи и самата инвестиција. Сега доволно брзи се? Да. Георгиевски ви се погоди вас градоначалникот? Како на Колевски? Не само градоначалникот, јас би кажал дека ние за жал веќе имаме дефицит на касапи. Во Македонија немаме доволно. Така да во соработка со градоначалникот и со училиштето ветеринарно кое екзистира во Свети Николе, направивме отворен повик за вработување на сите кои што успешно ќе го завршат, но и со практичната настава. И тука околу практичната настава малку со системот на образование се уште нема да се доволно разбирање, бидејќи објективно се уште се спремаат премногу нашите средношколци за теоретски и за високо образование, а не за средни стручни училишта кои што ќе ни дадат квалификуван кадар, кој што е повеќе од неопходен. Така да ние веќе сега знаеме дека првата генерација стручни касапи кои што ќе излезат, не само првата, и втората и третата генерација, значи отворен повик дека така што значително ќе намали бројот на невработени во општината. Доаѓам од средношколскиот центар, од таму потегнат, значи мора да се зголеми бројот на практични денови на местото каде што во иднина ќе работат. Така ќе добијат и квалитет и фирмите, меѓутоа ќе добијат остручување и кандидатите кои што доаѓаат. Во општина во која е центар на местната индустрија нема доволно. Мислам дека во Европската унија тоа е решено на доволно добар начин. Мораме да ги црпиме искуството таму. Така. Бидејќи времето истекува полека, би сакал да ја прашам на крај Кусо, вашата визија да ја слушнеме за развојот на вашата општина, како го замислувате Свети Николе во 2024-та, значи 10 години од денес? Поверете Георгиевски. Па јас искрено се надевам дека секако ќе бидеме веќе во Европа, дека границите нема да ни представуваат пречка, а дека ние и до сега и од сега ќе продолжиме да се спремаме и да работиме европски, бидејќи пред се месото и исхраната нема локални граници. Таа е со интернационални закони и таа важи и кај нас и секаде сите сака да јадат и убаво и здраво. Градоначалник, повелете. Сметам дека со можностите кои што сега и перспективите се на Свети Николе навистина ќе се сменат многу работи. Ќе бидам многу краток. Од Слепо Црево сега со изградбата на автопатот и на брзиот пат стануваме една од најфреквентните општини, најбрзо достапна до главниот град. Со добрата инфраструктура имаме одлични перспективи за економски развој. Со самиот економски развој не само што ќе ги задржаме луѓето, туку и ќе привлечеме инвеститори, а сето тоа ќе биде потик за заеднички инвестиции во делот на комунална инфраструктура, решавање на проблеми. Свети Николе гледам како модерно развиено градче. Токму во тој домен и мојата интенција која што секаде потенцирам. Сегашниот ГУП има 450 хектари, оној што јас како градоначалник го гурам сега и за 2-3 месеца ќе биде готов, има 692 хектари со сите можни перспективи за развој на општината. Колевски, Кусо, како го замислувате вашиот град по 10 години?
Па, видите, нормално дека, ни рековме, ние сите жнееме према Европа и се надеваме дека Свети Николе ќе стане после 10 години барем дел што сикаме европски град во кој најпрво што е битно младите веќе нема да заминуваат во странство, него ќе остануваат тука со помош и развојот на самите, значи на делот и на бизнисот и на отварање на нови работни места, да ги задржиме младите, еден граници да немаме и може ќе имаме и европски пасош. Господи, благодарам за вашите размисли. Почитувани гледачи, Свети Николе во секој случај по 10 години можеби ќе изгледа сосема европски, но по 3 ќе стаса на брзиот европски пат до Европа и ќе може да им овозможи прием на европејците побрзо отколку сега, бидејќи од Скопје ќе биде оддалечено само на 37 километри. Ви благодарам на вниманието и довидување идниот четврток од Гевгелија.